Ние долго време како Стопанска комора се занимаваме со оваа проблематика, бидејќи како најстара и најбрна организација, постојано во нашите контакти со нашите членки компании имаме барања дека има недостаток на стручен кадар. И токму затоа нека до 2007 година, но активно веќе од 2016 година работиме на оваа проблематика со воведување на дуалното образование како една од најефикасните методи кој што може да го обезбеди стручниот кадар за компаниите. Тоа значи дека компаниите ги поставуваат барањата, образовните институции кои што за жал порано беа како одвоен свет од компаниите, успеавме да ги приближиме со бизнис заедницата и на тој начин да излезат во пресред, да креираат образовни програми според потребите на компаниите, а компаниите, што е многу важно, да ги земат учениците на практична обука за да можат да ги обезбедат оние практични вештини, стручни вештини, она што е стекнато во училишните клупи да се примени во компанијата на реално работно место и после тоа да можат да ги вработат веднаш по нивното завршување. Тоа е една од основните цели по нивното завршување да се влезат во работните процеси на компанијата. Тоа е најбезболно, најефикасно, затоа што покрај тоа што ќе стекнат стручни вештини во самата компанија со практичната обука, тие ја запознаваат организацијската структура на компанијата, се запознаваат со работните процеси и многу е полесно веднаш да се вклучат во тие работни процеси, без да имаме дополнителни финансиски средства за обуки, за преквалификација и доквалификација од страна на компаниите. Конкретно за кадрите? Конкретно, да, ние правиме секоја година правиме анализи и врз основа на анализите кои што ги правиме на годишно ниво по райони плански региони. Во овој дел најмногу е барана машинската струка, односно машински техничар, електроструката, електротехничар, електромеханичар, електромонтер. Значајно е тоа што сега веќе имаме и побарување од страна на земјоделската и прехранбената индустрија, каде што повеќе ќе треба да вложуваме во агротехничари, земјоделски техничари, се со цел да можеме да го поттикнеме земјоделската дејност во овој период. Значајно со оглед на сите овие дејности што се случуваат и овие процеси кои што се случуваат со пандемијата, веќе се побарува и од IT струката, за да можеме да се прилагодиме на сите оние функционалности и брзи промени кои што настануваат со самата модернизација на процесите во компаниите. Вишок на кадри имаше во медицинската струка, меѓутоа зборувам дека таму најмногу се запишува, имаше од електроструката, од економската струка се извинувам, меѓутоа сега со оние анализи кои што ги правиме, економската струка исто така станува барана, медицинската струка повторно станува барана, но за жал не за нашите потреби во нашата држава, туку за да можат да одат во странство. И затоа не сакам да ги ставам во оној комплет пакет кој што се како кадар што им е потребен на компаниите.